Професор, ке денеска заедно со независниот синдикат посочивте дека 5 ветени проценти за покачување нема да ги решат проблемите на наставниците, односно дека не се доволни. Велите дека живеат на рап на екзистенција. Колкава плата зема еден наставник и како вие го оценувате статусот на наставниците во нашата држава? Па видете вака, почетна плата на правник е 20.700. Ние сме под секој просек. Негде просекот е 24.000 и нешто, точно не знам, околу 25.000, значи почетната плата на наставник е 20.700. Со 20.700, а кошничката за потребите на синдикалната кошничка е 32.000. Така да стварно сме испод секој просек во државата и мислам дека со тие средства ретко кој може да излезе од почетокот на крајот на месецот. И тоа е една од причините како и во сите професии, нормално дали е платена професијата или не е платена. Секогаш првите стимул на наставникот е дали е добро платен. Но и има и други причини, бидејќи ние работиме со деца, сепак таа професија е креативна, секогаш сме под некој си притисок. Дали е тоа од инспекција, дали е од родителите, дали е од директорот. Научени се на добри оценки, секогаш не форсираат. Не е битно знаењето, него се битни оценките. Се изгубија вредностите во општеството дека знаењето е на прво место, него сега се оценките на прво место. И така да креативноста на наставникот некако опаѓа секој ден повеќе и повеќе. Затоа што верувајте, се содруваме со родители, со колеги, со инспектори, со директори и нашата креативност полека стивнува. Сето ова се чини ги демотивира младите да се запишат на некои наставни студии, а тоа го покажуваат и статистиките кои што се поразителни. Споменавте дека има голем дефицит на одредени предмети и дека практично несоодветни професори ги држат тие предавања. Како се справуваат училиштата во пракса со овој дефицит и како изгледа тоа всушност кога некој несоодветен кадар одржува некој предмет? Конкретно во нашето училиште и околните училишта е сепак покриено. Но имам сознание дека во други училишта и по другите градови дека и несоодветни кадри предаваат физика, па дури и математика, географичари, историчари, значи оделенски наставници каде што нема кадар и по руралните средини каде што нема кој да предаваат и нестручни лица. Сега моментално од прво до до петто се воведува наставник по физичко образование, каде што јас мислам дека и треба и наставник по математика. Затоа што сепак математиката треба да се направи љубов кон математиката од мали нозе, за да се засака математиката. Ке имаат наставник по физичко кој што ќе работи заедно со учителките. Додека воопшто не се обрнува внимание дека треба да има и некој друг наставник кој што ќе може да направи кадар за тоа што нас ни е потребно. Очигледно, ако некогаш оваа професија важеше за една угледна, почитувана професија, престиж, денеска статистиките покажуваат дека не е толку посакувана. Како може тука државата да излезе во пресред, да го подобри статусот на наставниците, со што се соочувате вие во вашето работно место, што ви недостига, што ви треба? Па како прво точно, најнепосакувана професија верувам дека сега е да се биде наставник. Како би можела државата да направи да се засака пак оваа професија? Знаете, тоа е малку во моментов тешко. Тоа е процес кој што треба да се истражува како да ги придобие младите. За разлика од некое си друго време, сега младите сакаат многу повеќе него што како што би било и некаде да се во странство. Така да пред се треба деполитизација на школството. Значи, првен да се тргнат партиите од школите, затоа што многу е навлезена политиката во училиштата и верувајте ми, првиот и основен проблем е тоа. Второ, нормално, можда ги помешав, на прво место секој бара екзистенција и секој сака да си приушти со платата она што е секојдневно што
потребите да си ги задоволи, така да и нормално ако не идат платите нагоре, со што ќе ги стимулира. Така да мислам дека малку повеќе треба да се вложува, не мислам, него сум сигурна дека треба многу да се вложува во образованието. Се донесе новиот закон, казните остана, значи глоби има само за наставниците, никаде во земјата никој не се казнува. Например, има дисциплински мерки, само кај нас има глоби во закон. Така да пак се врши притисок. На наставникот се гледа како гласачко тело, не како наставник. И креативноста ја нема, така да се опремуваат школите, да се вложува во образование, нагледни средства не се обновени, не памтам од кога. Кога нема нагледни средства, кога нема со што да се работи, креативноста ја нема. Се помалку млади се запишуваат на природните науки, не на природните науки како природни науки, него на наставните природни групи. Поради тоа што ви кажав истот, платите се мали, притисокот веќе нема запослување на оглас, него огласите се знае како идат или во општина или во најавен оглас. Се уште не се вратило на старото да се запишува, да се примаат наставници на оглас. Така да се демотивирани, знаат дека ќе бидат притиснати од било која партија за да бидат вработени. Младите денеска, колку што се гледам, сакаат да бидат независни, не сакаат да зависат од никого. И така и треба. Затоа што сепак интернетот им е достапен, знаат како функционира во странство и очекуваат дека треба да го добијат тоа и од нивната земја. Така да многу малку се тие позитивни работи кои што ќе би ги натерале да се запишуваат на овие групи, посебно има дефицит во сите групи, но посебно со природните науки, затоа што знаете дека требате да имате љубов према природните науки, ретко кој сака на природни науки, сепак се малку потешки. И мислам дека тој притисок што се прави во училиштата и од страна на родителите и за да се пишуваат оценки, тоа младите го гледаат и избегнуваат да се запишуваат. Верувајте дека било кој да недостасува математика, не може да се најде кадар кој што би не заменил. Едно време беше предложено од бирото да се зголемат часовите по математика, но кога видоа дека немаат кадар, си останавме на старите часови. И верувајте, ако нема кадар, ќе почне да се намалуваат часовите по математика, бидејќи ќе нема кој да предава, не само математика, физика, биологија. На македонски исто читав пред некое време статистика дека не знам колку време не се запишал ни еден на наставна група македонски јазик. Така да веќе почнува професијата да не станува неатрактивна, него професија на која што се гледа не, јас тамо не сакам, благодарам, немам креативност, нема што да успеам, платена е доста слабо, така да стварно верувајте, дури и се чудат кога ќе кажеме колкави плати зимаме. Затоа што сега се отиде напред, се качува она минималната плата, а нашата плата останува на исто. Споменавте политизација во образованието. Што тоа вака конкретно значи? Каде се чувствува во пракса? Искрено да кажам, во школите многу. Многу. Подвоени сме и како луѓе, и како наставници, како колеги, кој од која партија, што партија, каде ќе иде да гласа, се идеше по митинзи, порано и во работно време, сега не, но сепак запослувањето се знае како иде, се уште не е тргната раката од образованието како, мислам, не е деполитизирано. Еве и за крај, токму ова образованието како најслаба алка го посочуваат и сите млади како уште еден аргумент да си одат од земјава во странство. Дали може би во вашата непосредна комуникација со децата, со младите, покажале такви желби и аспирации? Верувајте дека уште од мали, уште кога не знаат што сакаат, уште не се ориентирани што понатака во животот, сите се со онаа идеја, јас ќе одам во странство или ќе учам англиски, тоа мене ќе ми треба затоа што ние ќе се иселиме од државата. Верувајте, во последно време стварно не сум слушнала некој дека овдека ја гледа својата перспектива и дека ќе биде успешен и тука го гледа животот кој што треба да го гради. И како единка и како фамилија да створи.
Такво нешто одамна не ни се слушнало. Мислам, не сум слушнала од учениците. Како порано што јас ќе бидам инженер, јас ќе бидам лекар, јас ќе бидам наставник. Наставник веќе некој не сака да биде ни од мали нозе.